вечер. Тема во овој отворен појас се невладините организации. Марфи, Кој ќе ти тргне? тоа е. Добро вечер. Тема во овој појас од отвореното студио се невладините организации или ќе се обидеме да одговориме на прашањето дали невладините се претворија во владини организации и колку овие наши невладини организации, граѓански организации се коректив на владата на Зоран Заев. Гости во студиото се Фани Карамфилова-Пановска, извршен директор на Фондацијата Отворено општество Сорос. Добро вечер. И Уранија Пировска, извршен директор исто, но на Хелсиншкиот комитет. Добро вечер. Во овој период од 2 години, додека е оваа влада, за разлика од претходниот период или претходниот режим, како што обично велевме, но граѓанските организации беа турбо активни и сега постои една перцепција дека како оваа влада да ве пацифизира, затоа што дел од граѓанските активисти влегоа по кабинети низ институции, се вработија, но од друга страна па владата формира еден совет, многу ми е компликуван називот, за соработка со граѓанските организации. Дали на овој начин, всушност, владата на некој начин ве замолчи? Децидно ќе одговорам не. Не, затоа што овие 2 години за граѓанските организации тоа значеше еден процес на транзиција од нешто што претходно беше доминантна активност на граѓанските организации, а тоа беше да се застапуваат за сопствените вредности и политиките во кои што веруваат на улица, од причина што институциите беа затворени, од причина што апсолутно немавме никаков пристап, особено во последните 5-6 години од владењето на претходната влада. Со отварањето на процесите, на реформските процеси и со отварањето на институциите за еден реален придонес од страна на граѓанското општество, се отвори можност да се она за што сме се залагале во минатото, да седнеме на маса заедно со представниците на институциите и тие наши барања да ги претопиме во она што се сега веќе во најголем дел донесени реформски закони, политики и стратегии и така натаму. Граѓанските организации уште во јули 2017 година, малтене почетокот на формирањето на оваа нова влада, излегува со така наречен предлог за итни демократски приоритети или попознат во јавноста како блупринт. И ако од денешна перспектива после 24 месеци скоро гледаме наназад, што од овие барања на граѓанските организации се наоѓа вклучено во она што се реформски политики, јас би рекла нека на 70% од предлозите се веќе инкорпорирани. Но тоа се предлози за промена на законската регулатива, Тоа се предлози за промена на законската регулатива кои што беше неминовно да бидат направени и тоа во широк домен на сектори, почнувајќи од правосудството преку реформата на јавната администрација, реформата во делот на изборите, во образованието, во здравството, политиките поврзани со животната средина и така натаму. И тоа е еден сегмент. Сакам да кажам дека овој процес од 2 години граѓанските организации не беа замолчани, напротив, тие седејќи во работните групи заедно со институциите се залагаа многу гласно и јасно за она во што веруваат, за одредени политики и прашања, и морам да кажам дека за голем дел, најголем дел од нашите залагања имаше сенс и бевме слушнати. Према тоа се отвори простор да своето мислење го кажеме во работните групи наместо на улиците. Сега, онаму каде што изричито не се согласува. Тоа е добар потег на владата, наместо да сте по улиците, ве собра во владините одаи, Тоа е да речем. еден нормален процес во демократски држави, каде што политиките се креираат заедно со сите засегнати страни. Но претходниот режим имаше еден грд израз, токму од вашата фондација потекнува соросоиди. Добар дел од тие што го изговараат, мислам и не ни разбираат што е, но во секој случај тој има еден грд
негативен израз. Соросоид апсолутно беше со погрдно значење, иако оние на кои што најчесто се мислеше кога се кажуваше тој збор, морам да кажам дека како комплимент си го носевме на Риверот и мислам дека беше еден дел од нашиот пркос на тоа што сакаше претходниот режим да го направи со вакво погрдно ославување. Оно што сакав да кажам е поврзано со тоа дека граѓанските организации на неколку пати во овие 2 години многу гласно и многу солидарно реагираа кога не се согласувавме со она што беше тековна политика или пракса. Да, така што не е дека само седејќи заедно со институциите креиравме политики, туку бевме гласни за некои прашања и Но јас имам впечаток дека во Македонија најлесно е да се промени закон. И во времето на владата на Груевски толку често се менуваа законите. Проблемот на нашава држава е да се спроведат законите. Уранија? Апсолутно, јас се согласувам со тоа, јас и го потенцирав што би требало да биде приоритет во следните 2 години, во приликата кога се одржуваше панел на тема 2 години работа на владата. Многу потежок процесот ќе биде кога ќе дојдеме до имплементација. Значи да, крупните реформски закони се ставија на хартија. Донесени беа закони кои што ние со години се боревме да бидат донесени во времето на режимот, тоаш беше невозможно, например Законот за спречување и заштита од дискриминација и ред други закони кои што тангираат многу човекови права. Меѓутоа со Македонија од секогаш бил проблемот во имплементацијата. Реформата јас лично не ја гледам само како нешто што треба да биде добро срочено и ставено на хартија. Јас повеќе очекувам реформата да се случи во рамки на целата државна администрација и на сите оние кои што одлучуваат за правата на граѓаните. Реформа во сенс, точно, реформа на умот и културата на државната администрација. Тие луѓе треба да ги применуваат тие закони. Кога ќе се случи тоа, тогаш ќе можеме да кажеме дека ние сме направиле на вистина голем чекор напред. Јас нема да ги пренебрегнам сите работи кои што се позитивни. Нашето учество во владините работни групи имаат и еден друга да речам конотација. Ние сме таму и да мониторираме на некој начин. Ние сме таму и да потурнуваме таму каде што можеби владата не се согласува. И ние сме таму доколку нешто не е во ред, да можеме утре да излеземе и да кажеме дека ние тоа сме го предлагале, но не било земено во предвид. Да, но за да се донесе еден закон, прво се согласуваат коалицијските партнери, нели? Апсолутно. СДСМ-ДУ и еве, да се сослушаат граѓанските организации. Да, но ние секогаш на тоа се противевме. Кога ќе дојде во парламентот, да, амандмани од пратеници од опозиција, на крај што излегува од сето тоа? Па еве, вие се сеќавате ние дека и протестиравме пред собрание за измените на кривичниот законник. За одредби кои што сметавме дека се многу опасни и ќе влијаат на случаите кои што беа покренати од страна на СЈО. Но гласот не допре Не допре да, и беше донесен тој закон. Иако во исто време беше па направена една многу добра измена, односно сексуалната ориентација беше влезена како основ при констатација за кривични дела од омраза и инциденти од омраза. Значи има промена и е неспорно тоа дека ние не можеме да функционираме ниту па да едноставно да действуваме на начин на кој што сме делувале за време на режим. Јас улогата на граѓанскиот сектор сега во овие... Сега не гледате хунта, што би рекли од опозицијата. Како? Хунта. Значи, јас мислам дека нашиот глас за сите крупни работи, особено кога стануваше збор за кривичната правда, која што сите нас не боли, го кажавме многу јасно и гласно. Ние баравме одговорност и за бегството на Груевски, ние се противевме и на законот за амнистија и ние излегувавме за сите оние закони кои што сметавме дека се донесени нетранспарентно, без учество на граѓанскиот сектор. Мислам дека... И како го толкувате тоа што за одредени проекти постои зид за да го... Каде што е политиката, сакате да кажете, појага, односно партискиот договор. Каде што има пазар. Веројатно за некои прашања беше неопходен постигнување на партиски консензус или договор во интерес на повисоките цели. За жал, оние клучни работи поврзани со правдата, особено со кривичната правда, беа жртви на усвојување на уставните измени. Но главното мото на сите што излегуваа да беше протестираат, нема правда, нема мир. Нема мир. Колку за овие 2 години стигна правдата? Тешко може да се каже дека тука имаме некаков успех.
На планот на правдата очигледно ги имаме најмалите успеси. Тука во И голем најмалите дел реформи. и најмалите реформи на хартија. Сега може би нешто да се случи во меѓувреме, се поместија некои работи, меѓутоа она што сите го очекувавме беше да случаите кои што ги отвори своевремено специјалното јавно обвинителство ја видат светлината на денот и имаме тука правосилни присуди. Апсолутно нема место за пофалби кога станува збор за тоа прашање, а тоа точно беше главното мото на она што се случуваше за времето на промените и верувам дека ако тука се продолжи со тој индиферентен однос, да не речам со заташкување на случаите, голем дел од резигнираноста на јавноста што веќе можеме да ја видиме, ќе продолжи така што ќе доведе до за сите нас несакани последици. Ова е интересно, нели? Целата надеж беше специјалното јавно обвинителство. И сега ние имаме исто еден компликуван, тежок настан, како што е крвавиот четврток, финишира, а од предметите на СЈО, мислам, некои од поситните, што беше со Мерцедесот и... Да, тоа се. Точно е, како што кажа и Фани, мислам дека најголемиот револт потикнува токму поради немањето на кривична правда. Ние сите очекувавме дека од кога ќе се смени власта, дека тие кои што беа најзаслужни за, да речам, бруталните повреди на човекови права, дека ќе бидат на обвинителна клупа, дека ќе ги стигне правдата. Тоа не се случи. И најголемото незадоволство станува, се уште се должи на тој сегмент. Иако, знаете што, јас на времето се сеќавам дека многу пати препорачував дека Македонија треба да пројде низ оној процес кој што се одвива и во Албанија, односно евалуација на работата на судиите. Од страна на меѓународната заедница тоа беше одбиено. И се толкуваше... Тоа не можам да разберам зошто во Албанија е... Да. Затоа што нашиот најголем проблем е повторно судството. Па останато е истиот состав. Да. Немаше никакви промени. Немаше промени, нема тука... И вие знаете, не можете вие преку ноќ тие суди... Тој што работел... Точно. Како што работел, нели, за да задоволи одредени мокници. Апсолутно. И затоа сметав јас дека тука треба да бидат направени некои крупни резови. Дека ние само со реформи на хартија нема да го смениме правосудниот систем. И стојам на тој став. И мислам дека меѓународната заедница во последно време сваќа дека направи грешка со тоа инсистирање. Не знам дали е предоцна за тој процес да се почне, но има една работа тука што ми се чини важна, а тоа е дека Македонија, за разлика од Албанија, е едно сериозно поларизирано општество. Сериозно поделено општество по многу основи, не само интеретнички, би рекла уште повеќе интраетнички внатре во заедниците, па и по други социјални основи. И предпоставувам дека логиката на сите беше да не се раслојуваме дополнително, ако може да ги консолидираме снагите. Да, ќе се толкуваше наводно како реваншизам. Како реваншизам. Да. Резултатот е дека ако не преземете радикални мерки за некои вакви болни канцерогени ткива во општеството, навреме, дека потоа тој проблем се перпетуира или се трансформира во нов. Меѓутоа, тука сме каде што сме. Јас сакам нешто околу советот, почнавте на почетокот за соработка меѓу владата и граѓанските организации. Вие сте начело на тој совет, Фани, така? Јас сум председателка на советот, бидејќи согласно актите за формирање на тој совет. Овој совет Македонија го чекаше 12 години. Една Хрватска, да речеме, тоа го направи пред 12 на години. Македонија имаше план тоа да го направи уште тогаш, но условите и контекстот во кој што функционираше претходната влада не го дозволија. Во советот членуваат 31 член, од кои што 16 се представници на граѓанските организации, 15 представници од институциите. Представниците на граѓанските организации беа избрани на еден транспарентен и отворен процес. Согласно актите за работа на Советот, председателот на Советот е од мнозинската група, значи од граѓанските организации, па така ја добив таа должност, да речем, да председавам со овој совет. И тоа е една платформа на која што после Советот е активен од мај минатата година, скоро цела година, да, и нешто повеќе. Имаме 12 седници до сега одржано. Тоа е една платформа на која што можевме да увидиме дека има многу голем јас помеѓу поимањето на нештата,
кога гледате од аспект како граѓански организации, кога гледате како државен службеник. Нешто конкретно во кои делови области? Генерално во начинот на кој што треба да функционираат работите. Пристапот кон Граѓанските организации сакаат да се случат промените сега и веднаш и на еден ефикасен начин и на еден логичен начин. За разлика од тоа како функционира граѓанското општество, институциите се многу по-тромави, се многу по-бюрократизирани, имаат многу поголеми процедури, што за нас како граѓански организации е еден дел од учењето, дека точно ние ги сакаме промените сега и веднаш, меѓутоа системот е таков како што е и не реагира онака како што ние сакаме. Меѓутоа мислам дека е учење и за самите институции да разберат зошто одредени прашања, за одредени прашања така стрикно сакаме да застанеме. Кога станува збор за отвореноста и реформите не само на хартија, него и на дело, ја би го издвоила можеби законот за спречување на корупција и интервенциите таму кои што се најдоа токму благодарение на учеството на граѓанските организации за тоа како беше формиран моделот за избор на представниците на држава. Да, тоа сега треба исто да биде тоа сега треба да биде модел за комисии. избор на пример на комисијата за спречување и заштита од дискриминација. И така натаму, за да и мислам дека Државната комисија за спречување на корупција на почетокот на своето делување, меѓутоа голем дел од кредибилитетот кој што го носи го црпи токму од начинот на кој што беше избрана. И не само избрана. тоа, него преку тој совет имаше навистина различни ставови помеѓу нас. Ние се разликуваме во пристапот на работите, како што реков. Повеќе таму се гледа на формата, ние повеќе гледаме на суштината. Меѓутоа, последна година работа успеавме да најдеме некој си заеднички јазик. И многу добри информации преку тој совет стигна и до седници на влада. Например, за нападите на ЛГБТ и центарот, чии сторители се уште не се пронајдени. Исто така за говорот на омраза и делата од омраза, кои што се феномени кои што многу влијаат кога станува збор за нашето општество, кое што претходно нели рековме дека е поларизирано. Да, разговараме за тоа, но например, тоа се каде се слуша вашиот глас околу законски проекти и реформи. Но ние имаме и многу конкретни нешта што се случуваат, што ја бранува јавноста. Го спомена бегството на екс-премиерот Никола Груевски. Иако, еве, ја знам дека конкретно Фокус еден месец пред тоа излези на насловна дека е можно да избега во Унгарија. Тука немаше одговорност. Интересно е дека за некои случаи што ја брануваат јавноста има последици, нели се некаква морална одговорност, оставка и слично, но во овој случај немаше такво нешто. Мислам дека реагиравте. Да, јас навистина јас имав мощна, да речам, бурна реакција на бегството на Груевски. Мислам дека тоа за мене ќе остане секогаш еден момент кој што ќе ми создава горчина. И разочарани бевме ние сите, бидејќи немаше никаква одговорност за тоа. Бидејќи не ни беше дадено никакво ни соодветно образложение што било превземено. Ние баравме да биде спроведена истрага. Кој се бил вмешан и кој помогнал да се случи бегството. Кога ќе се отвори истрага, еве нема никаков денеска нема информации што се случи со истрагата за бегството и каде закажаа дел од институциите. Ама еве и ова со околу Интерпол по Терницата на крајот пред известно време имав гостина од младите правници кои смета, кои излезе со став дека постои резолуција на Обединетите нации и правилник на Интерпол дека оне што ќе добие политички азил, Интерпол не објавува по терници. И ние имаме молка од нашите институции. Тоа е највеќе иритира. Тоа највеќе го иритира и граѓанскиот сектор. Значи, ние требаше да добиеме информација за сите наши реакции. Ние требаше да добиеме еден одговор кој што, не знам, едноставно ќе не убедеше или да се понесе одговорност. Да, власта во такви случаи реагира, ама се отвори истрага. Ама ние велиме, одговорноста мора да има. Кривичната не ја потиснува моралната одговорност. Апсолутно. Тоа е тоа што фали и тоа е тоа на што се уште ќе треба уште доста години да се работи во нашата држава, бидејќи се уште устануваме на онаа констатација од претходно дека сепак крупните зверки на крај успеваат да си ги спасат главите, а малите рибки да сносат одговорноста. Тоа е нешто што нашето општество уште долги години ќе треба да го надминува и навистина ние имаме една голема поларизација, една голема нетрпеливост
помеѓу тие што биле дел од претходната власт и оние кои што се бореле против таа власт. И тоа многу тешко ќе се надмине. Институциите тука треба да играат клучната улога. Еден од побитните закони што заглави во договорите меѓу власта и опозицијата, бидејќи потребно е нели двотретинско мнозинство, а и добро е да има некакво усогласување, за да не биде секоја промена на власт носи повторно нели нови закони. Тоа е законот за јавното обвинителство. Таму треба да се регулира и статусот на специјалното јавно обвинителство. Овие разговори се развлекуваат до не се гледа крајот едноставно. Сметаме дека за тоа што се разговара на масата помеѓу политичките партии треба повеќе да се зборува во јавност, односно треба да се излезе во јавност и да се каже, зборам сега во случајов представниците на власта, што е она што ВМРО ДПМН го бара, а што е она за што владата стои. Ние како граѓански организации бевме поканети да бидеме дел од процесот на докалибрирање на законското решение во една фаза кога имаше некаков драфт на виделина и ги испративме експлицитно нашите, дури дефиниравме конкретни ставови, но се сведува на 3 клучни работи кои што ние ги бараме во тој нов закон. А тоа е да јасно се разграничи надлежноста на тоа некое ново оделение кое што би било замена за специјалното јавно обвинителство во однос на надлежностите што во моментов ги има оделението за организиран криминал и корупција во рамки на јавното обвинителство. Бараме прислушкуваните материјали кои што беа главниот материјал заради кој што се формираше специјалното јавно обвинителство да останат како докази. И третата работа бараме да мандатот на, односно самото оделение го има истиот интегритет, професионализам и независност како што кога беше формирано специјалното јавно обвинителство. Немаме информација до каде ова се нашите барања, на нив стоиме. Јас се надевам дека исти се становиштата и на владата. Не, ние не седиме на масата помеѓу политичките партии каде што се случуваат преговорите, бидејќи тука се разговара на ниво на политички партии, односно. Па тоа е најстрашното. Всушност никои многу клучни закони никогаш не треба да бидат предмет на договор помеѓу политичките партии. Ви текнува какви обструкции имаше за законот за спречување и заштита од дискриминација. Мислам, тоа се и сега за законот за јавно обвинителство. Закони кои што се клучни за повторно да се воспостават темелите на правната држава во Македонија. За такви работи не сме да има преговори. Едноставно треба да се гледа пред се јавниот интерес. Меѓутоа, очигледно, еве, немаме добиена информација дали се вклучени нашите препораки во последното законско решение, тоа следи да видиме. Како изгледа. Иако ние бевме повикани на разговори, можевме да ги образложиме нашите барања. И тоа е она што во суштина и најмногу разочарува кога на крај ќе сватите дека се во суштина се сведува на тоа. Кој ќе биде најпогодното решение за коалицијските партнери? Нели преговара околу судбината и на специјалното јавно обвинителство, ние гледаме дека на сите страни пукаат под наводници бомби, нови бомби, од разни профили. Сега нели актуелен Елчека излага дека некој прави бизнис со при тоа сериозно го крши законот, институциите ги имаат сите инструменти и механизми во своји раце и апсолутно мора да преземат нешто, затоа што така ако проложи овој тренд на лиферување на бомби кој како сака да пушта разни бомби, тоа ќе биде страшно опасно. Дури можам да речам дека ми е помалку страшно тој што пушта отколку кој ги лиферува на разни адреси и дали за тоа наплатува, како да речем. Ама ако се сеќавате уште во времето кога ни ги поделиат седињата со нашите снимени разговори, ни уште тогаш го поставивме прашањето што ќе се случи утре. Со овој материјал. Каква гаранција ние ќе добиеме дека нашите разговори утре нема да бидат приватни разговори нема да бидат објавени? Тоа прашање останува да виси. И друга работа која што е многу важна е тоа да почне да функционира и она комисија во рамките на собранието која што ќе врши надзор врз прислушкувањето. Таа комисија се уште не започнала да работи. Надворешните механизми, ако се сеќавите, исто беа многу важни во препораките на Прибе. Значи, Фанија спомна Комисијата за антикорупција, се донесе новиот закон за спречување и заштита од дискриминација, треба се донесе да се изберат и нови членови. Таа комисија, исто така и народниот правобранител, тие треба да бидат исто така потполно исклучени од она што значи
партиски договор. Не треба да има влијание во изборот на новите членови на комисијата, зашто таа комисија во последните 4 години беше буквално нефункционална. Граѓаните нема доверба да се обраќа. А видете сега во антикорупцијската колку голем прилив на представки има. Значи, прво начинот на избор на членовите може би до некаде ја врати довербата на граѓаните и ги потикна да поднесуваат представки. Така. А го спомена говорот на омраза. Да. Вие често реагирате на тој план. Фани спомена дека доста јас мислам претходниот режим едно такво семе на омраза посеа да партиските конкуренти се третираат како душмани омраза и на едни кон други и обратно. Така е. И социјалните мрежи придонесоа сето тоа вака да се исфрли на јавна цена, но одговорност нема. Нема. Да, јас сум навистина можеби највеќе Вие често разочарана. реагирате како Јас сум највеќе разочарана од јавното обвинителство. Мислам, во сите мои комуникации со Министерството за внатрешни работи, каде што ние ги доставуваме представките, имам информација дека тие се доставуваат до јавното обвинителство. Меѓутоа, понатаму немаме информација што се случува. Во Македонија има само една пресуда за говор на омраза. Тоа е страшно. Додека граѓаните не сватат дека тоа е кривично дело, казнило со закон, тие нема да престанат со ширење на говорот на омраза. Например, не е случајно што Европскиот суд за човекови права во Страсбург, но мощне сериозно го разгледува овој феномен и мощне сериозни одлуки донесува. Особено кога станува збор за луѓе кои што имаат импакт врз пошироката јавност. Например, Миленко Неделковски ќе го спомнам. Против кого имаме поднесено 4 кривични пријави. Миленко е само 2 пати, колку што јас знам, повикан на разговор. Поднос на тие кривични пријави. Да не зборувам колку исто така влијателни личности на својот Facebook профил шират говор на омраза, кој што понатаму потикнува насилство. Мене ми уште пострашно кога професори универзитетски шират омраза кон одредени групи, помали етнички, било какви други. Ние очекувавме да овие последни настани после прославата на победата што се претвори, се согласувам со некои од колегите, во најголем пораз, да институциите делуваат и сите оние кои што скандираа на плоштадот и по социјалните мрежи во крајна линија да бидат санкционирани, бидејќи пазите паролите кои што они ги извикуваа на плоштадот, тоа се чисти фашистички пароли. И сега ние сме во една ситуација во која што во моментов течат јавни расправи за големата стратегија на владата за градење едно општество за сите. Паралелно на еден таков процес се случува во пракса да за убава работа, за победа, нас ни се случуваат работи кои што се кривични дела така, и кои што се кривични, нема реакција за ни од кои што нема клубот да го осуди тоа. Клубот не се огради и тоа ќе си го носи. Меѓутоа тоа што институциите не се ангажира да ги санкционираат извршителите на овие дела, тоа ми се чини за мене уште пострашно. И најстрашно од се е што секогаш се жртви, најголемиот дел се жртви и сторители младите луѓе. Малолетници кои што највеќе тие се заведени од други структури. Ама тоа е поразително за Македонија. Меѓу другото и за настаните за крвавиот четврток. Апсолутно, да. Последната структура е оние што физички нападна. Така. Но претходно со месеци некој го организираше и ги заведуваше тие маси. И војните во бивша Југославија почнаа со такви пропагандни говор на омраза. 27 април е еклатантен пример за тоа што може говорот на омраза да продуцира. Така. И кога се уште не им станува јасно на институциите што треба да прават, особено јавното обвинителство, јас не знам што повеќе треба да ни се случи. Колку е тенка линијата помеѓу говорот на омраза и физичкиот атак кон некого. Јас затоа велам, не оние јавни личности кои пропагираат таков говор, но нивните зборови ќе предизвикаат некој, нели со повеќе мускули отколку ум, така. Да направи нешто на тој план. Сега премиерот Заев, нели во врска со чекањето Македонија да добие датум за почеток на преговори, најави дека ако не се добие датум, ќе се оди на предвремен избори. Што ќе биде од реформите во
при едно вакво сценарио, да речем. Па веќе видовме. Ние сме нон-стоп Што ќе во се избори. Ние случи. сме во цело изборни време во процеси. избори, во референдум, па во избори, па сега повторно во избори. Апсолутно за реформите тоа ќе значи застој. Треба сериозно владината коалиција, начело со премиерот, да размисли кој е најсоодветното решение и излезот од таквата непосакувана Тоа сценарио. ситуација, од тоа сценарио. Ми се чини, како по мене, пологично би било да се каже дека да, може би сега датумов не го добивме во јуни, во јули и така натаму. Ние ќе продолжиме со реформскиот курс и со имплементација на она што се битни горливи прашања и не се откажуваме, ќе буткаме тоа да се случи во некоја следна прилика. Политички гледано работата е веројатно многу покомплицирана, не само дома. Мислам дека многу покомплицирано е на европски план, со сето она што се случува со потресот во владината коалиција во Германија, со сето она што се случува во Франција и задршките веројатно да не верувам дека толку за Македонија колку што имаат проблем, па и другите држави членки со напредокот кој што го покажува Албанија и тоа ќе се реперкуира, мислам исходот негативен, не дај Боже, ќе се рефлектира и овде дома, каде што не е за подценување комплицираната политичка ситуација и контекст и дома и јас не би рекла дека тоа може би нема да биде вовед во нова политичка криза повеќе отколку така чисти избори за кои што лесно ќе се формира нова влада. Дел од граѓанството ќе биде разочарано при такви крупни нели зафати што беа направени, каде што граѓаните се сензибилни нели на тие теми како промена на името или уставот. На крајот, ако не го добијат видете и во најмала рака за ситуацијата ќе предизвика разочарување и тоа ќе биде прогрес ќе биде за И тоа ќе биде националистичките голем сили. дебакл, да, и ќе повторно трендот, да, трендот на националистички сили, раст на националистичките сили ќе биде видлив. Меѓутоа ние видовме што се случуваше при сите крупни процеси што се случија, значи референдумот, изборите, реформите беа ставени во заден план. Така е. И тоа во тој највеќе период и не тоа функционира се главните причини поради кои што никои реформски зафати не беа изведени во временската рамка која што беше предвидена. Јас се надевам дека тоа нема да се случи, бидејќи тоа повторно ќе не врати назад и се согласувам дека може да има политичка криза. Така. При крај, околу реформа на администрацијата, бидејќи спомена и Фани во Советот, нели имате и од разни институции представници, нема ли тоа да биде еден од најболните процеси, како што, еве, ова што ни се случува со правосудството, со правдата? Па тоа е еден од најболните процеси очигледно, бидејќи настрана од реформите, тоа што стои во законите и како тука институциите се прилагодуваат на тој план како одат работите добро, она што не можеме да го почувствуваме е дека институциите од највисоко до најниско ниво не се реформирани на начинот на кој што граѓаните би очекувале. Граѓаните очекуваат институциите да бидат нивен сервис. Се поголем е впечатокот, перцепцијата што доаѓа до нас е дека за одредени прашања на одредени нивоа, за голем дел од управните постапки или обични граѓански постапки, граѓаните се повеќе чекаат и некои од процедурите се комплицираат. Мислам дека она што покрај реформата во судството што досега не се искористи да се направи, повторно од истите причини, нели, да не се поларизираме дополнително и да не креираме реваншизам, е тоа што не се направи сериозна оценка на капацитетот на државните службеници и на јавните службеници во администрацијата и да се види кој дел од таа администрација функционира, заслужува и има компетенции да биде на местата каде што а кој дел е оној кој што требаше да се реформира на разни начини. Реакција што беше, наречам, негативно од јавноста е бројката на разни советници во владата на премиерот. 340.000
државни службеници има во Македонија? Не има од 340, има над 120, 140. А со се сите јавни, со се сите оние што се образование, здравство, со се образование, со со сите оние што Така. се на буџет, бројката што се државни службеници се некои 16.000, Јас зборувам за сите оние кои што треба да локална. представуваат сервис на граѓаните. Над 120.000 така, е таа бројка, тоа може е- се 140.000, не знам точно сега да кажам, но не е толку проблемот во бројката, колку што е проблемот дали тие навистина работат за тоа за што примаат плата од нас граѓаните. Но имавме и министри кои не идат на работа. Сега имаме и Не, ново министерство. работата е во следното, што граѓаните не го добиваат оној третман кој што Кој што треба да го очекува. добиваат. Значи, враќањето на довербата во институциите треба да се случи во нивниот прв допир со институцијата. Тоа е на самиот но шалтер. најболните реформи се прават на почеток на мандат на една влада, бидејќи се болни. Да, и тоа ќе И биде цената болен или ќе ја процес. платите или Затоа ќе нема да ја платите, требаше да се промените. случи. Па затоа Така. требаше да се случат крупни резови и во судството и во администрацијата, затоа што не може да излезат во пресрет на она што треба понатаму да го имплементираат. Така. За крај, што сметате дека треба да биде добро, сега да не одиме како да нема избори нели предвремени, на што треба владата да се фокусира до крајот на оваа година? Владата мора сериозно да размисли и да преобмисли со какви реформи ќе се зафати сериозни во доменот на образованието и на здравството. Ми се чини како сектори кои што директно ги допираат и ги тангираат сите граѓани, сите на семејства. оваа држава, под број 1. Под број 2, мора да покаже она што го викаат европјаните трак рекорд, значи да покаже портфолио дека реално се справува со високата корупција од минатата, но и од сегашната власт, за да евентуално може да се надева дека граѓанството ќе почне да ја враќа довербата во институциите, односно така. во она во што верувавме дека е можно да се случи на крајот на 2016. Во спротивно може и на улица да се излезе. Во спротивно, Улицата секогаш е последното решение, така. демократска форма на изразување на нашето незадоволство. Уранија, каде го незадоволство. гледаш јас тоа центрите што- за фокусирање на енергијата на власта? Тоа што го кажав на почеток и тоа сметам дека не е нешто што е есенцијално. Буквално фокусот на граѓаните. Ако требаше да се гледа на големата слика и да се поминат големи процеси, да се занемари секојдневието на граѓаните низ лавиринтите на системот, сега фокусот треба да се врати токму таму. Имплементацијата ќе биде мощна тешка. Прво заради тоа што споменавме дека нема капацитети доволно во државната администрација, а второ е свеста. Свеста се менува доколку некој врши надзор на тоа Се воспостави систем. како се работи и нормално мерит системот кој што треба да заживее за да може да очекуваме дека ќе бидат сервис 20 години на го збориме, граѓаните. тоа не е мерит системот, но Е, тоа е. некако кој се Си го доаѓа на повторуваме. власт. И 7. 27. Така, да. Да. Фани, Уранија, ви благодарам што бевте гости. Ви во благодариме Отворено на поканата. студио. Па, ќе имаме прилики и натаму да дебатираме за не само за граѓанскиот сектор, него и она што го испорачува власта. Така е. Бидејќи граѓанските организации треба да се коректив на потезите на власта. Ви благодарам за вниманието. Останете на фреквенциите на 1 телевизија.